сериозни наводи се тоа. Во однос на соопштението кое што имав можност да го прочитам од Стейт Департментот, посочениот господин никогаш не бил член на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, ниту па се чувствувал како член на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Јас колку што знам, тој беше предлог на Стопанската комора на Македонија и нејзиниот председател. Меѓутоа, тоа ќе мора вие да го проверите, бидејќи јас во тоа време не сум бил дел од владата. Ние треба да ни биде јасно дека меѓународните институции и нашите стратешки партнери, каде што број 1 е Соединетите Американски држави, врз основа на своји информации, наоди и така натаму, ги носат овие одлуки. Меѓутоа, од друга страна, нашите институции исто така имаат обврска да реагираат и да испитуваат за секој случај без никакво влијание во однос на сите водени постапки во однос на нивната законитост за работењето на било кој функционер. Така да мојот коментар би бил тој дека она што постапиле Министерството за финансии на Соединетите Американски држави и Стейт Департментот во своето соопштение, тие тоа јасно го навеле. Останува нашите институции во однос на сите такви случаи исто така да постапат и да ги кажат наодите во однос на наводите кои што таму се наведени. Инаку владата веќе донесе одлука во однос на менување на законските решенија во државата. Првото се однесува во однос на лица санкционирани согласно со одлуки на Обединетите нации и Европската унија. Законската регулатива ќе биде изменета и во однос на лица санкционирани согласно законите на Соединетите Американски држави, во однос на нивно можно обавување на општествени функции во иднината. И второ, веќе е формирана работна група, која што ја предводи вице-премиерката за добро владење, во која што учествуваат министри од економските ресори, директорите на безбедносните служби како советодавна улога и министри од критичните области, како министерка за одбрана и министерот за внатрешни работи, со цел менување на законската регулатива во однос за можноста за работење на лица физички и правни во прометот во Република Северна Македонија.